Семејното насилство станува се почеста појава во регионот и во целата држава. По тој повод деновиве се води сеопфатна кампања која има за цел да се намали бројот на насилството, посебно врз жените, кои се најчести жртви. Во анкетата која утрово ја направивме, граѓаните не беа премногу расположени да зборуваат пред камера, меѓутоа оние што успеавме да ги анкетираме го потврдија податокот дека и во Кочани има појави на семејно насилство. Во Кочани граѓаните се неутрални околу семејното насилство, меѓутоа оние кои ги прашавме велат дека сепак жената е најголемата жртва во семејното насилство, а причините секако алкохолот. Најчести причини за семејното насилство според граѓаните се алкохолот и недоразбирањето помеѓу сопружниците. Па не знам, може да постои негде. Кои се најчести жртви во семејното насилство? Жената, децата или? Па жената, највише жената. Зошто, кои се причините? Па што знам, мажето малку, што знам, некој дали под действие на алкохол, дали под... Не сум запознаен, немам поима со тоа. Па најголемите жртви се жените. Зошто е причина? Некоја според вас, лично? Не знам. Еве, например, и во делот на алкохол проблеми, Па највеќе во делот на алкохолот се случуваат тие работи. И некои домашни семејни недоразбирања, не знам. Од Центарот за социјални работи од Кочани истакнуваат дека бројот на евидентирани случаи на семејно насилство во Кочани останува непроменет, што значи дека иако нема тенденција на зголемување, сепак како проблем не е решен. Инаку од наредната година ќе се извршат конкретни промени во Законот за превенција од семејно насилство, при што во иднина околу третирањето на овој проблем поактивно ќе се вклучи и полицијата и останатите државни институции. Во меѓувреме, Општинското советодавно тело од Кочани во соработка со Центарот за социјални работи и полициската станица Кочани минатата недела одржаа предавање на кое беше согледана состојбата со оваа проблематика на ниво на Кочани и регионот, а се разговараше и за превземање конкретни мерки и активности